Гостен во студио ни е човекот кој што извршуваше функцијата која се покажа како кобна, но и како проклета. Зошто? Бидејќи во последните години секој што извршуваше таа функција заврши во обвинителна клупа. Денес го имаме првиот од владата на господинот Зоран Заев. Денес разговараме со Драги Рашковски. Добро дојдовте. Благодарам. Добро најдов. Се каете ли? Кажав дека функцијата била кобна и проклета, ќе се согласите ли со тоа? Па не би се согласил затоа што кобно е нешто кое што би требало да ви донесе нешто лошо во животот кое што не може да го поправите. Во мојот случај мислам дека не е така заради тоа што секое лошо е за добро од една страна, а од друга страна мислам дека императивот на целиот овој случај не е победа во судскиот спор само, туку и еден прогрес кој што нашата држава треба да го добие по завршување на овој процес и една нова насока каде да се движат и како да се движат судските процеси. Ова ќе ви стане јасно за пар недели кога ќе почнеме да ги изведуваме нашите докази со некој, па според мене досега невообичаен, меѓутоа законит начин на изведување на докази. И ако ме прашате дали се каам, апсолутно не, заради тоа што во целиот тој период имаме многу успеси позади кои што гордо може да стоим. За почеток не би ги набројувал, но ако се створи прилика во текот на интервјуто би ги наброил и другите успеси надвор од овие два проекти. Но имате исто така и професионална кариера, професорска, каде што навистина важовте за исклучителен професор во правниот факултет. Како ви текна да влезете во политика и во тие политички води? Почна со скандали, па после се извинувавте до небо. Памтиме доста делови од оваа вторава кариера како генерален секретар, каде што можеме да кажеме дека ставија некаква дамка, барем јавна дамка на вас како име и презиме. Така. За себе сметам и сега дека сум добар професор и затоа и својот пат понатаму и го гледам во професорските води, каде што се уште сметам дека ни една десетина од тоа кое што го можам сум се докажал. Меѓутоа дамките ги следат политичарите независно кој како ги перцепира и тоа е теренот на кој што истрчувате. Да сте вие фудбалер, да речеме, нормално да очекувате дека ќе ве повредат во тек на фудбалски надпревар и да сте најдобриот фудбалер. Едноставно противникот е таков да во ситуација на немок ви ги прави тие фаули кои што се прават и во политиката и така натаму, така да јасен е теренот на политиката е тој. Клевети, неиздржани, неосновани обвиненија кои што мора да сватите дека ќе ги носите со себе во текот на кариерата. Но верувам дека не очекувавте да завршите со лисици на раце. Па, ајде да го тргнеме тоа лисици, меѓутоа не очекував со обвинение, но ќе видите дека не очекував ни дека има во обвинителство за организиран криминал такви обвинители. Текот на истрагата за процесот кој се нарече софтвери почна со новинарска сторија, а заврши со обвинение, моментално и со судење. Вие докажувате дека сте невин, обвинителството во континуитет тврди дека сте виновен. Како се заплиткавте со тие софтвери? Како влеговте во целиот тој процес? Велите вие постојано очекувате фаули од спротивната страна, очекувавте дека некој ќе преземе, да кажеме, контрола врз обвинителството за да ве гони вас? Ете вака, значи први новинарската сторија од која што почна, дури во науката не постојат една за секогаш дадени вистини. И да ги земете и најголемите теории, паѓале после одредено време, зборам природни теории и природни закони, паѓаат по одредено време кога ќе се докаже спротивното. Новинарската сторија која што беше иницијална каписла за сето ова е добро од денешен аспект, дури мислам дека е добро и еден вид на интервју да направите и со девојката Ивана, или не знам како се каже, колешката Ивана која што го водеше таа сторија. И доби награда европска чином. Не е спорно. Значи таму се истражува, во тој се гледа методот на истражување, затоа што кога гледате наградите една по друга се мислам се исподудараат една со друга, заради тоа што едната добива заради тоа што некој го гонат, заради тоа што набавил софтвер за да се намалат сообраќајните прекршоци, а од друга страна трета награда е награда заради тоа што имаме премногу жртви во сообраќајот. Така да една со друга. Това е ваша перцепција. Морам да се оградам од тоа дефинитивно. Да, апсолутно моја перцепција. Меѓутоа станува збор значи за една сторија која што е добро да се помине
по завршување на доказната постапка повторно па да се излезе со една нова анализа во однос на прашањето дека Прашањето беше текот на истрагата, очекувавте ли кој ве намести ако веќе е местење целиот процес? па јас го отворив на еден начин ваква расплет на станите како ќе се одвиваат. Апсолутно позади целата истрага стои поранешната обвинителка Вилма Русковска, понатаму продолжена рака неизина обвинителката Ивана Трајчева, подпомогнати од некои државни институции кои што Например? ќе кажам кои што се повикуваат на службите, односно се повикуваат на тоа дека позади истото стои само подпис нивен, а службите се тие кои што го изготвиле. Тоа е поранешниот генерален секретар Зекири, ќе ги видиме неговите дописи, и тоа е од управата за финансиско разузнавање, каде што навистина еден извештај направен кој што не доликува на една институција како финансиско разузнавање да даде еден таков извештај. Имавте ли некои несогласувања со Мухамед Зекири и со Блажо Трендафилов, кој е директор на оваа институција која послуживте, со оглед дека еве кажувате изготвили извештаи кои што се несоодветни? Да. Со Мухамед Зекири соработка додека бев во владата, бидејќи бевме под исти покрив, тој продолжи како генерален секретар, јас како секретар во кабинет на премиер, имавме состаноци на кои што сме разговарале за тековни работи во владата и навистина зачудува дека за многу работи кога праќал дописи, апсолутно праќал дописи на штета на процесот, а без при тоа да праша извини колега, се гледаме секој ден, извини, вака и вако на ова не идовме, дали сме во право или не, независно дали ќе му се допадне одговорите, дали мене ќе ми се допадне на што го затекнал. А со Блажо Трендафилов мислам дека еднаш или два пати во живот си имам сретнато, но неговата професионалност се повика истиот и како сведок во процесот, неговата професионалност и начинот на кој што тоа е изготвено, ќе бидете и сами сведоци на судското соочување до каде дошло таквата негова анализа. Ги нарековте непрофесионални, Непрофесионални, апсолутно. но дали ви се и непријатели? Не гледам причина зашто би бил некој непријател со мене, апсолутно. Јас немам непријатели, ако тако може да кажем, само луѓе кои што во желбата да успеат во некакви своји лични докажувања го прават тоа на моја штета. Се започна со вашето апсење и ќе се вратиме многу наназад пред да почне целото судење, пред да почне оценката на обвинителниот акт, па и поднесувањето на обвинителниот акт. Како се чувствувате во тие моменти? Вие од генерален секретар станавте советник во владата, како што се сеќаваме, и потоа завршивте со лисица на раце. Па не бев со лисици на раце. Тоа може некоја предност, меѓутоа како да ви кажам, како викаат, се човек сум и ништо човечки не ми е туѓо, така да до пред година и пол никато живот не сум бил ни во болница, па завршив заради короната и во болница. Така да целиот тој процес не го гледам нешто трагично, дека е особено кога ќе ја видите целата слика, не ја гледам дека е тоа некој мој личен неуспех или дека е тоа акт на моје дејствување, туку еден акт на некои луѓе кои што имале потреба да се докажуваат или еве условно кажано по слободна форма, им требало некој трофеј кој што ќе покажат пред меѓународна заедница, па и пред јавност наша и така натаму, дека еве ние се бориме и еве го фативме криминалот, јакиот криминал во државава, набавиле луѓето софтвер од 80.000 евра и со тие 80.000 евра ние го решивме криминалот во државата. Навистина мора и јавноста да знае дека станува збор за софтвер кој што е набавен некаде 70.000 евра без ДДВ, односно 80 со ДДВ, така да не е... Но ќе се согласите дека обвинението е за начинот на набавката на софтверот? Обвинението, ја не знам зашто е. Ние прашуваме стално обвинението зашто е. Вие не го разбирате обвинението? Па еве, објаснете ми кој е тоа обвинение, каде што ве теретат дека не сте си извршувале службената должност на начин што сте направиле тендерска спецификација. Не постои тоа во граматикава се вика оксиморон. Тоа и го кажав и во ведните зборови. Так. Не може да се ја вршите службата да не се ја вршите службата на начин што вршите некакви действија.
ќе ги објасниме сите текови на самиот обвинение. Во моментите кога бевте во притвор, бидејќи завршивте во истражниот затвор шутка поради можност за влијание на сведоци и другите три основни можност за бегство и повторување на делото, че на почетокот беше. Дали имавте притисоци, со што се соочивте тогаш? Јавноста многу малку знае за тој ваш период од животот. Па добро. И треба помалку да знае, и треба судските процеси да бидат малку и по тајно водени. Не како што правиш обвинителката Вилма секој вечер на телевизија, па има потреба да се докажува. Докажувањето сепак е во суд. И докажувањето и введењето на наоди и така натаму се прави во суд. Е непрофесионално во најмала рака, кршење на закон за кривична постапка во друга рака, не етички во трета рака, да вие во момент кога некој е во притвор, независно ефективен или домашен, го користите неговото отсуство и да излегувате на телевизија да кажете ние до тоа и тоа дојдовме. Не се станува голгетер кога голманот не ви е на капија. Голгетер се станува кога ќе направите акција, кога имате од другата страна противници кои што се на вас достојни и кои што ќе имаат можноста, а не да им ги врзете нозете на противниците и ви да се правите голгетер. Тоа не Сметате дека сте добар голман? Јас сметам дека не само добар голман, туку и добар напаѓач. Така да, па и добар центрафор. Мислам дека ако би играл веќе фудбал. А што е неопходно за да победите во еден надпревар? Еве да го наречеме фудбалски. Во фудбалски надпревар ви треба кондиција, искуство, па мускулатура и така натаму. Исполнувате се? За фудбал? Не. Да речеме за судскава постапка, за судска постапка, мислам дека интелектуалната наобразба апсолутно ми е во прилог заради целокупниот тој професионален пат кој што сум го изодел. Значи, има некоја си иронија во или интересен склоп на работите тука. Заради тоа што оние што ме знаат и оние што не ме знаат, јас сум магистар по граѓанско право, каде што еден од основните институти е штета. Ние дебатираме на судење за штета. Магистар сум по казнено право, каде што еден од основните институти е злоупотреба на службена положба и властување. Но тоа не значи дека не можете да ги злоупотребите законите. Апсолутно. Магистар сум по интелектуална собственост, каде што разговараме за патенти и така натаму. Докторирал на право информатичка технологија, оној кој што предава дигитална форензика на студенти на докторски студии. А за тоа разговараме. Доктор сум по односи со јавност, каде што разговараме кои се елементи на комуникација. Ви помогна ли сето ова во сторување или не сторување на делото за кое ве товарат? Не може да ви помогне нешто во сторување кое не сте го направили. Значи, ако ве прашам дали сте криминалец, ке ми одговорите? Јас сум интелектуалец. Софтвери. Каков е софтверот? Освен што нуди можности да се намалат тие сообраќајни незгоди, освен што нуди можности да немаме жртви во сообраќајот како што видите вие, и сите негови предности, кои се неговите негативни работи. Дали е негативна работа тоа што лицето кое било вештак во постапката не можело ниту да го вклучи? Ај се вака. Интересно ви е прашањето каков е софтверот после година и пол од кога се води процесот. Две работи се најверојатно после чудовиштето од Локнес. Ова е втората работа која што никој не ја видел, а сите разговараат. Зборам од двете обвинителки. Односно не ја не виделе, а разговараат и дебатираат за неја дали е потребна или не. Значи софтверот има иницијално како што е направен, има 13 категории функционалности кои што ги задоволува, овозможува. Определување на моментална брзина, определување на просечна брзина, поменување на црвено светло, неправилно престројување на семафори, понатаму неправилно претекнување, понатаму имате неносење на појас, зборување на мобилен телефон, понатаму имате детекција на нерегистрирани возила, имате детекција на украдени возила, имате детекција на гужва во сообраќајот и према тоа правење алгоритм, односно правење можни сценарија за како да се таа гужва избегне. Понатаму имате детекција на возила кои што се наоѓаат на така наречена црвена и зелена листа.
во смисол да возила кои што мора да имаат одредена специфична дозвола, дали е тоа дозвола за меѓународен транспорт, дали е тоа дозвола за друг вид на сообраќај, опасен материјал и така натаму, доколку се приметат во сообраќајот, а во базата стои дека и немаат соодветна документација, тие возила на првата наплатна рампа или нема да им се крене рампата. Заради тоа што не се тие возила кои што смеат да учествуваат во сообраќајот заради неисполнување на услови. И ќе се согласиме тука дека може би едно совршенство софтверот, но ќе дојдеме до моментот, вие ги баравте тие функционалности или вие го изработивте софтверот кој потоа го продадовте на владата? Вака се, една од тезите која што тргна од сторијата, па понатаму обвинителство, дали пари на обвинителство ја даде, па сторијата ја акселерираш и така натаму, или обратно, дека јас сум изработуваш на софтвер заради тоа што некој таму видел дека јас имам патент кој што соодветствува насловски, не функционално, него насловски има сличен назив како патентот кој што е изработен, односно кој што е поднесен од моја страна. Ке дозволите, ја би прикажал и на камери, да видиме што е тоа чудо од патент. Првин, бидејќи ќе се согласите, многу често беше употребувано. Оние кои што поднесуваат патентни пријави, патентни барања, знаат како изгледа едно патентно барање и она што јас го имам, камерите би го доловили, она што ја го имам патентирано се овие три функционалности, односно посебен начин на детектирање на просечна брзина. Тој посебен... Само детектирање на просечна брзина. Тоа значи дека нема другите функционалности? Апсолутно не. Еве ги трите, може да ги видите, да ги зумирате. Посебен начин со тоа што уредите кои што детектираат имаат можност да бидат мобилни. Тоа значи дека се менуваат, со цел да не се знае кај се поставени. Просечната брзина, кај софтверот кој што од влада е набавен, кој што апсолутно нема никаква поврзаност со моја изработка, дај Боже ја да имам таа способност. Искрено ја немам да таков софтвер да изработам. Кога кај просечната брзина збориме, постои таму односно креирање на рути со фиксно дадени координати. Значи апсолутно не е исто. Овдека имате мобилност, овдека имате фиксно дадени координати. Се останато, еве ја тендерската спецификација. И лаик да сте, и по право, и по граматика, и по македонски јазик, и по било што, ќе сватите дека овие три реченици не се исто со овие 6 страни на техничка спецификација на софтверот кој што е изработен. Кој го изработи софтверот? Софтверот е изработен од Финки, Факултетот за информатичка технологија, таму мислам дека се тројца професори. Бекендот, од тоа што ја го веќе ни студењата го дознаваме, бекендот е направен од нив, фронтендот е направен од компанијата Invoca. Значи позадинскиот дел, скелетот на истиот, базите, структурите на бази така натаму и функционалностите се направени од Финки, а маската или како да кажеме, интерфејсот е направен од Invoca. А што направи Ивица Димитровски? Ивица Димитровски е еден од тројцата професори кој што изработуваш на овој софтвер. Додека истовремено беше надворешен соработник во генералниот секретаријат. Не, тогаш не беше надворешен соработник. Значи не работел? Тогаш не. Нели е малку чудно, ќе се запрашате и вие веројатно ако видите дека некој што подоцна станува соработник на генералниот секретаријат во генералниот секретаријат, конкретно кога вие сте на функција, претходно работел на софтвер, вие го купувате тој софтвер преку тендерска постапка и никој не го спори делот дека законски сте ја извеле постапката, туку го спорат делот дека вие сте ја местеле постапката. Чинам според обвинението е така. Да видиме како е местена постапката. Како што викаат. Почетна цена на тендерот, на надавањето, е 7 милиони денари. 7 милиони без ДДВ. Таа цена во текот на надавањето се спушта минимум, колку што се сеќавам, 20 пати. Доаѓаме до цена од 4 милиони и 200 илјади денари. Објаснете ми кој е тој што ќе намести надавање негативна кога бројките се апсолутна категорија. Тоа е првата. Може би најсилната, но не е единственото побивање
наместењето на тендерите. Да видиме кој е вториот. Ако тендерот е наместен, се објавува прв пат. Трите компании исти, тоа се King ITC, Lirex и Invoca. Трите компании се пријавуваат. Ние го поништивме првиот пат заради тоа што поради наш пропуст сме предвиделе само една коловозна лента да се детектира, не три. Заради тоа што ќе се покажеше дека на автопат софтверот ќе биде нефункционален, сите ќе ве избира едната лента за да не ги детектира. Софтверот детектира една или три ленти, овој на Invoca. Па тоа значи може би сте го поништиле затоа што софтверот на Invoca не бил соодветен. Може и така да се свати? Техничката, не знам како го сваќате. Техничката спецификација беше направена само за една лента. И направивме, се смени после, тоа збориме генерален секретаријат, наместо еден ставивме три ленти да детектира. Вториот пат го објавивме. Се пријавија пак истите компании. Истите компании, ниједна од нив не исполнуваше услови. Ниједна. И овдека беше Invoca? И овдека Invoca, King ITC и Lirex. Ниједна од нив не исполнува услови. Кој е тоа местење? Мислам дека и у комични филмови го нема да наместите тендер, а оној кој што обвинителство тврди дека сте го фаворизирале не исполнува услови. Третиот пат го објавивме со истата спецификација. Повторно истите компании, повторно исти понуди, повторно иста документација. Трите компании, секоја во рамките на некои своји технички недостатоци, исто првично не исполнуваше услови, меѓутоа беа документација која што може по закон да комисијата да им ги побара дополнително. Им ги побара, доставија, закажавме електронска аукција. На таа електронска аукција 48 часа претходно закажана. Се пријавија трите компании, од 7 милиони симна на 4 милиони и 200. Но тука имаме сведок, мислам дека беше на предпоследното или последното ручиште, вработена која нели била за јавни набавки во генералниот секретаријат Шина. Добро. Поправете ме ако грешам. Каде што кажа дека постојано контактирала со професорот Димитровски. Не. Таа кажа дека него ни познава. Преку мејл комуникација немале за спецификацијата? Не. Да, рече дека него ни познава. Дали тоа значи дека практично ако имало иста спецификација, како овој софтвер, нели и документи, се било исто во секоја тендерска постапка, како тогаш како Invoca го доби третиот пат тендерот за набавка на софтверот, а не го доби првиот пат? Сакате да кажете дека они во меѓувреме прилагодиле се според тоа што барате вие како генерален секретаријат, па затоа добиле? Не, првиот пат ние го поништивме, ви кажав, затоа што имавме предвидено три ленти, а една лента наместо три. Вториот пат, ниједна од компаниите не достави прифатлива понуда. Не им беше комплетна документацијата. Ниједна од компаниите. И третиот пат? Третиот пат, трите компании доставија документација која што беше прифатлива. Комисијата е таа која што цени, не јас. Комисијата оцени дека тие три компании треба да отидат понатамо во јавно надавање. Јавното надавање е бројка. Почнува од 7 милиони, завршува на 4 милиони и 200. Така. Тогаш како ќе ги искоментирате пораките кои беа во самата судница презентирани, каде што даваат одредена импликација дека додека траело надавањето, вие сте се допишувале заедно со Даниел Станчев, собственик на Invoca Group, и Ирена, исто така обвинета во самиот случај, каде што сте коментирале доколку е стигнато тендерската постапка и така натаму. Дали воопшто вие се познававте со Даниел Станчев во тој исти временски период кога требаше да се набави софтверот од Invoca? Вака се. Пораките кои што вие ги спомнувате, ние во случајот ги викаме I love PDF. И ќе ви објаснам и зошто така ги викаме. Заради тоа што тоа се пораки, односно тоа не се ни пораки, ќе ви објаснам и што е нешто кое што треба да биде задоволено за еден запис да се третира како порак. Пораките ние ги викаме I love PDF заради тоа што документите кои што се презентирани, за кои што се тврди дека се пораки, се документи кои што првично се креирани во Word, пишувани на три компјутери различно. Значи не може да имате вие да тврдите дека тоа е екстракција од телефон, а да имате три компјутери кои што во својот назив содржат OIOGOG. Значи нешто тука не е во ред. Но она што е уште посмешно е дека креирани така во Word, се со цел да не ни бидат дадени во Word, демек ние не разбираме ништо, а од една страна имате професори, IT техничари, ни ги даваат во PDF.
Но обвинителката или кој да ги креира, Нада Карева, некоја Глигоровска е подпишана, ќе видиме жената е повикана исто за сведок, заради тоа што не можела да ги сними во PDF. Користела Word 2016 година. Ги прикачува Word документите на сајтот ilovepdf.com за да ги креира во PDF, да ги конвертира. Од Word во PDF. Се кажете ми вие како може некој. Оваа дилема се отвори на судењето и тогаш обвинителката се правдаше дека практично пред судот во тој момент кога има презентација на тој доказ кој вела дека се пораки извадени и екстрахирани, ви ги презентираат во дел на извештај, а дека екстрахираните материјали ви ги прекажуваат со пребарување во самиот софтвер каде што така. Побаравме ние и да видиме каде е тоа кое што изворно потекнуваат, од каде што еве тие ни ги презентираат, нели, ова е презентирањето, али потекнува таа презентација од некаков извор. Го побаравме да ни го презентираат изворот, тоа некој USB на кој што стојат екстрахираните пораки. Не знам дали бевте на тоа судник, ви сте редовно таму. Значи тоа USB не функционира. Не може да го отворат. И до ден денес не може да го отворат. И се кажете ми вие, кој е тој, односно каква верба треба да поклониме на вакви податоци, кои што првично се пришени во Word, на компјутер кој што иницира дека станува збор за компјутер на самото обвинителство, тоа е едната работа. Втора работа, нивниот вештак Белки Ерешити донесен во суд на мое прашање и видеоматеријал со видеозапис. На мое прашање дали на ваквите докази креирани на ваков начин, манипулирани со овие Word документи и така натаму, може да се поклони вербата и рече јас како вешто лице, тогаш не бил, сега е вешто лице, јас како вешто лице можам да ви кажам дека таквите докази веќе немаат употребна вредност. Тоа го имате и во видеоматеријал и тоа ќе биде и презентирано и на ваш медиум и на сите останати медиуми. Трета работа, кажете ми, за каков вид на записи може да збориме кога? Основно во четврто деление мислам дека се учи елементи на комуникација. Елементите на комуникација викаат, има 5. Испраќач, примач, текст на порака, канал на праќање на пораката и контекст. Во овој случај немаме нити испраќач, нити примач, нити канал, има Word документ. Контекст, кој што контекст треба да го каже оној евентуално кој што е пишувал. Еве ја ќе ви дадам, ова е официјален документ од Celebrate. Celebrate е компанијата преку која што тие го вршеле екстрахирањето. Официјален документ. Кога се појавува unknown или непознато, кога имате комуникација. Камерите може да зумираат. Unknown се појавува кога не постои запис чиф е телефонот и не постои запис за контактите кои што се праќачи и примачи на пораките. Во една таква ситуација, многу јасно е дека и мојот број, и бројот на Даниел, и бројот на Игор, и бројот на било кој од обвинетите во случајот, во контактите постојат. Ако се тоа наши пораки, нема да ги вади unknown. Во однос на телефонот на Даниел Станчев за кој што ме прашавте. Обвинителство го терети, кажете ми за каков вид на пораки станува збор кога обвинителство него го терети дека го форматирал телефонот. Телефонот за кој што обвинителство тврди дека е на Даниел и дека јас сум се со Даниел допишувал е телефон на Ирена. Ја представа со Ирена сте се допишували со Даниел? Па еве кажете ми вие, не знам со кој сум се допишувал. Ја ми е јасно, ние не сакам да откривам дел од стратегијата на одбраната. Меѓутоа, мене ми е јасно што направиле. И технички ние тоа ќе го покажеме што имаат направено, се со цел да имплицираат. Техниката дефинитивно е ваша силна страна и тука немаме дилема. За тој дел не го ни спориме. Вие верувам дека ова што сте го извадиле е официјален документ кој го презентирате и се тоа што го кажувате вистина. Но што е со содржината? Дали во некој од пораките кои беа презентирани во судница се препознавате дека сте ги пишале вие или сте ги добиле вие? Апсолутно ќе ви кажам дека не можам да коментирам нешто на кое што не стои моје име и презиме.
Тоа значи дека нема ниту да демантирате, ама нели да потврдите. Не можам, нека се докаже дека е автентично тоа, после тоа може да навлеземе во содржината. Самата содржина, пак ќе кажам, ние најмал императив на докажување. Добро, еве јас можам и вака да го преформулирам прашањето, вие веројатно може би исто да ќе одговорите. Тешко е да направат спојката. Една од пораките која беше прочитана во нарочиштата. Која Сте ја спојка? пишале ли вие оваа порака? А која е спојка? Еве вие кажете ми. Па еве како што ви одговориле Ја вие. не знам, еве вие викате дека е мој, ја ви кажам дека Јас ве не. прашувам. Во ниту еден момент не реков дека сте вие, ниту во Така. текстот стоеше дека сте. Јас ве прашувам дали вие сте пишале ваква порака? Според спојка не е типичен за мене, така да не, мислам дека не е мој. Валја врска, конекција, да, спојка е некој друг, Така. друг тип на збор. Перо 078 асоцира на вас? Ве викаат Перо? Не, Телефонскиот број на 078 ви почнува? не, на 070. Да не сте имале втор број? Не. Во комуникацијата исто така се зборува Даниел како си, да не треба нешто од Финки за проектот за камерите или после ќе подпишеме одговор, Станчев одговора здраво, Ивица ќе треба да подпишеме договори со Финки за референци за системите со 400 корисници. Пораки ве познати ви се? Освен во судница што ги слушавте тоа секако. Тоа меѓу мене и некој друг е? Димитровски пишува Даниел како си, да не треба нешто од Финки за проектот со Они камерите. дали си правеле моабе, тоа треба нив да ги прашат. Не Затоа. може ме да Така, одговарам. во 2019 година Ивица Димитровски беше ангажиран во генерален секретаријат. Не. Може да бил на крај некаде, али во текот на процесот не. Затоа што Станчев вика, ќе се јават, еве детали од фирмата. Кажува детали од фирмата, ова е за соработката, нели вие Да, ама кажавте тоа дека они се ако си допишувале на крај крајва нема ништо спорно заради тоа што Финки и Инвока имаат официјален договор за соработка. И не е негде- спорно тоа што тој подоцна станува ваш соработник во генералниот секретаријат, не ми одговоривте на тоа прашање, зборам за професорот Ивица Димитровски. Значи За вас не е Ивица Димитровски, ако го познавате како човек, јас имав таа среќа да соработам професионално со него. По мене, не само во Македонија, не само на Балканот, туку можеби во топ 5 експерти, тоа го каже и деканот на Финки, во топ 5 експерти од областите кои што се негова специјалност. Така да се има таков профил на личност за да соработува со вас е привилегија моја, не него. Апсолутно. Има и пораки каде што се вели гледајте, утнете и да се убијам. Не би се убил за ништо. Ако мислите дека е моја. Не ве прашувам. Значи, бидејќи кога ве прашавме, кога беме пред суд, не сакате да одговорите, затоа ве прашав и сега. Значи, не се сеќавате дека сте пишале ваква порака, претпоставувам. Ова се 23.12.2019 година пораки. Сте контактирале во тој период со Даниел Станчев? Па ја колку што знам, тој беше у тој период има некој договор со влада во однос на софтверот за полагање. Така да не можам да негирам дека го знам човекот од порано. Ги знам и луѓето од King ITC, ги знам и еден куп на IT фирми, тоа се луѓе кои што едноставно ги знам заради тоа што тоа ми е прекупација. Така. Но не е никој по тој основ фаворизиран. Пак ќе ви кажам, 7 милиони на 4 милиони и 200 не се намалува со никакви. Но ако не намалил на 4 милиони и 200, не мога да го добие тендерот. Апропо ова што го кажавте сега, ќе ве прашам, затоа што во самите пораки, вика првата порака Даниел Станчев на 23.12.2019, Перо има 3 понуди, сите 7 милиони. Лирекс, Кинки, ние. Кој е Перо? Не знам, тоа кој го пишува, тама ако мислите дека е Даниел, ја пак ќе ви кажам, тоа не е телефонот на Даниел. Добро. Предпоставам Даниел одземен? На Ирена се одземени 2 телефони кои што после тоа ги импутира дека е на Даниел. Аха. А со Ирена се знаете од порано, таа е ангажирана во влада, во генерален секретаријат. А каква е поврзаноста помеѓу Ирена и Даниел? Тоа не знам. Добро. Тоа си нивен личен. Вие немате учествувано во време на тендерот, немате зборувано ништо со Ирена и со Даниел. Можам така да сватам? Апсолутно. Затоа што ако имало комуникација меѓу нив, нели, со самото тоа што таа е ангажирана во генералниот секретаријат, веројатно има некој конфликт на интереси. Ирена не ја гледам каде е уклучено било што во однос на тендерот. Не гледам дека има. Зборам според пораките, ако се точни како што тврди обвинителката. Дури и да се точни,
Не гледам не гледам поврзаноста и мора да имате вие кривично правен настан. Така. И последните пораки ќе прашам, читани пораките од Рашковски за софтвери немаат за што да се фатат, така треба да се затвори случајот. Вие тезата дека треба да се затвори случајот веројатно и сега имате. А сметат Мојата теза тоа не е теза, тоа е така законот налага. Значи не може вие да имате случај кај што немате штетно правен настан, прво, второ немате повреда. Нивниот вештакот на обвинителство праша на наша страна дали е постапката комплетно согласно закон, одговара да, постапката е комплетно согласно закон. Значи не станува збор за А ни тоа обвинението мислам дека не пишува дека не е според закон, само пишува дека спецификацијата претпоставаме наместена според потребите на тоа да добие инвока. како е наместена спецификација. Ако има намалена сума, тоа е вашата теза. Па на 4 интернет и милиони. од другата работа, таму нема ништо специфично, се вели да детектира поминување на црвен, да детектира неправилно престројување. Така. Затоа што ве прашав дали имал некаква вклученост професорот Ивица Димитровски во креирањето на спецификацијата, пред се затоа што имаше пораки кои се презентира каде што се препраќаа документи, технички спецификации за систем за идентификација и така натаму. Затоа велам дали тој учествувал во нешто во владата или не бил воопшто во владата. Вака, значи тендерската спецификација во однос на вториот софтвер, тоа е системот за биометриска идентификација. Да. Да разграничиме, тоа се два различни софтвери. различни Добро. Софтверот за системот за биометриска идентификација е објавуван два пати. Со комплетно од буква до буква иста спецификација. Само е сменат датумот на објава. Кажете ми кој е тој кој што би наместил тендерска спецификација, кога првиот пат или тендерска постапка, кога првиот пат се објавува и не се пријавува никој. Апсолутно никој. Не постои компанија која што барем да поднела документи, да кажеме поднесе документи, а не и се комплетирани. Добро. Ако го наместил некој, нели е логично да првиот пат се пријави некој и така натамо, за да учествува само тој. Вториот пат се пријавува компанија, која што од исказите на сведоците. И општо, ја луѓето не ги ни познавам. Се пријавуваат, даваат понуда, која што понуда ја намалуваат сами по себе за некој 15%. Колку беа на второто надавање? Една Колку компанија. Пак беше една. Пак, Добро. сами они се И сама намалува. И сами се намалија понуда. Чудно, нели? Затоа што не влагале во буџет. Ако вие местите, ќе му кажете на некој, дај толку понуда. Ако вие местите, ќе имате компанија која што ќе кажете пријави се, а не никој да не ви се пријави. Па може би од втор пат сте чекале да не биде многу очигледно. Тоа може некој друг да го прави, меѓутоа ако ме знаете мене, ја не сум. Само поставам тези исто како и вие. Да, ма тезата е окей. Тезата ви е може би да, меѓутоа во овој случај не. И што се случи на крај? Фирмата, предпоставам, на вториот тендер ја доби набавката за да набави систем за биометриска идентификација. Таа фирма, подоцна од ГБЦ системи, го набавува тој систем за... Не, таа набавува некоја опрема. Од каде? Знаете? Кој? Фирмата која добива практично Од тоа што го видов после од ГБЦ системи, така вика вештачењето, дали е така, не знам. И сега, нели е чудно и тоа? Сите фирми се врзуваат со ГБЦ системи. Не се сите една. Само таа? Набавка, да. А другите не набавуваат од ГБЦ системи? Мислам дека има уште една, која што набавува. Значи две. Две. Затоа што велат за софтверот дека вие сте го создале. Дај За инвока, Боже. па најверојатно. Да, Боже, ја да сум Ви се гордееле ли ако вие го направите софтверот? Апсолутно да. Да имам таква можност да би го направил, збориме за нешто што е навистина врвна технологија. Меѓутоа, за жал немам таа професионална способност тоа да го направам. Дали се познавате со собственикот на ГБЦ системи? Да. Од кога? Па доста долго време. Пред да се отвори случајот, пред да бидат овие јавни набавки, Не, пред да бидете доста генерални? збориме за некои, па сигурно 20 на година. Како професионално, приватно се дружите? Па ќе кажем, значи јас сум бил во таа бранша каде што IT секторот комуницира. Проблем е да сум знал нешто не е моја тесна специјалност, меѓутоа тие луѓе апсолутно ги познавам. Тоа значи дека се знаете и приватно? Да. Па сега,
исто така и тој е обвинет во случајот. Точно, им требаше на обвинителство некој кој што ќе биде под притисок, натеран да каже нешто што не е така. Им требаше тоа, ќе го видите, кога ќе дојдат соочувањата, ќе го видите тоа. Така. Во самото обвинителство преку сведоците тврдеше дека фирмата на ГБЦ системи конкретно, чиј нели тоа е ваш стар познаник, ако не се лажам, не работела добро се додека вие не сте станале генерален секретар. Односно работела со загуби, не можела да купи автомобили, вие станувате, ова е според вештачењето на Киселички, ако не се лаже, на економското вештачење. Ако е така, тоа значи дека вие не само што сте пријател, туку очигледно дека и сте му помогнале да си ја развие компанијата. ГБЦ системиот, тоа што не го имам слушано, е компанија која што благодарение на работата после генерален секретаријат, прометот и паѓа. Ако ги земете, ги прикажам, мислам, ги има во неговото вештачење, кај него до некаде 2015-16 има нагорна линија, после тоа има надолна линија. Така да не е компанија која што е формирана за да соработува со компанија. Не, од 2002, ако не се лажам, постои компанијата, не е од сега. Мислам дека од 2002. Значи тоа не го спориме, но вела дека приходите нагло и растат и дека перфектно работи, не се може и паѓаат расходите во однос на тоа што има трошоци што ги прави бидејќи купува автомобили, но приливот на пари на сметка бил поголем. Според Киселички, економското вештачење. Според економското вештачење, по тоа што ги гледав параметрите, некаде ГБЦ системи збориме за приход, не за профит, за приход од некои 50.000 евра. Добре. Пример. Ако имате приход од 50, од тие 50, некои 40 им се расход. Добро. Заради тоа што не може опрема да ја купите без пари. Добро. Од тие 10.000 евра некои кои што остануваат, според тезата на обвинителство, ГБЦ системи купува и автомобили, купува и джипови, купува и ми даваат пари на мене, па не знам што прават авторски хонорари, па се со тие 10.000 евра некако магично е тоа да вие тврдите дека од таа работа со генерален секретаријат, односно со компании кои што соработувале со генерален секретаријат, тие направиле од 10.000 евра чудо. Но можат ли тие да ги расходат овие 40.000 евра, да ги речеме, карикираме со сумата, да ги расходат, да пуштат материјални трошоци, да пуштат гориво, да пуштат за да може да ги извадат некој начин да ви ги дадат вас. Тоа е пак едно економско работење, претпоставам сметководствено се кој повеќе што прави ГБЦ со нејзините пари, се знае ГБЦ и тоа е нејзина работа. Но јас дека имам земено од некој од овие луѓе. Не е конфликт на интереси ако вие се знаете со тој човек, вашата сопруга имала дозвола за управување на возило кое било на ГБЦ системи, а ГБЦ таа работа се извулгаризираше првин. Да, тоа и сакам да го отвориме како прашање за да конечно да расчистиме. Таа работа првин се извулгаризираше. Во моментот кога ГБЦ системи ги увезува возилата за своји потреби, ние како семејство немаме возило, односно имаме само едно и имаме намера да купиме возило. Заради тоа што имаме средства на сметка од веќе продадени возила и сакаме да купиме ново. Возилото го земаме на проба. Го возиме извесен период и го враќаме. Заради тоа што се испостави дека како семејство моментот тоа не ни е приоритет да купиме такво возило, кое што возило не е 70-80.000 евра, туку е 25.000 евра. Не е малку пари да се разбереме, меѓутоа не е таа сума која што е наведена, се наведуваше во тие репортажи. Така да се испостави дека немаме фамилиарен буџет за тоа, купивме поевтино возило, наспроти тоа, парите, средствата кои што ги имаме, ги уложивме во купување на недвижности. Сакате да кажете дека ниту еден од тие пари пуштени во употек не се од криминални приноси. Еве го, ќе добиете. Јас ќе сум првиот кој што на новинарите ќе им ги даде сите мои трансакции, сите мои сметки, кога ќе помине вештачењето. Па дори би ви дали пристапи до електронската сметка. До толку. Вие значи планирате да бидете целосно транспарентни? Апсолутно. Во периодот, ако може банката да го лимитира прегледот од кога сум станат генерален секретар до завршување на било која државна функција, ќе ви дадам комплетен приказ на сметки. Вештачењето кое што ние го направивме ќе биде приложено во суд. Вели дека ако Драги Рашковски како почетокот на мандатот како генерален секретар имал имот X,
по завршување на функцијата има имот X плюс 89.000 денари. Значи, имотот на сите мои членови на семејство, 5 души сме дома, Сакате да е кажете зголемен само за- 89.000 денари. Ништо повеќе од тоа. Добро. Тоа сакате да кажете, затоа што нов анкетен лист кој сте го поднели од антикорупцијска покажал дека имотот на семејството Рашковски се зголеми од над 50.000 евра откако тој се замена на функцијата за генерален секретар. Ова е историја која беше објавена на Ајден. Еве, значи, Затоа да ве прашам да треба не да тужам сме вас. грешни. Еве, тужам Ако вас. сметате дека сме грешка, Еве го. ние ќе си Извод. ја признаеме грешка. Еве го Тоа е извод од ДКСК. Така. ДКСК, од оно што е поднесено, мора да ги гледате како економист, односно како правник или кога се бавите со економски теми, мора да ги гледате и приходните страни, тоа е нормално, меѓутоа мора да ја гледате и расходната страна. Кога сум завршил како генерален секретар, еве конечната, може и вие да пресметате, еве и колку долгови имам, кои што никој не ги кажува. Тоа се 2 милиони денари, плюс кредит од 2 милиона и 600. Значи и не е два- Ајден он дека ја гледа грешно, туку очигледно вие освен што имате 50.000 евра, имате и долгови, веројатно кои ние не сме ги значи ние само очигледно дека долговите не страна, да. сега не ви ги читам долговите, не значи дека ги немало во Не, прочитате историјата. ги слободно. Али приходната страна ви била зголемена. Ама не може така да ја гледате работата, тама работа само Добро. приходи да гледаме. Тоа може Сега политички излезе одговор. дека самата работа во генерален секретаријат искочи неисплатлива тоа. Па не велам дека не исплатлива, не сум дошол таму парен да печелам. А пред да бидам генерален секретар, може да ги погледнете деношните пријави, се апсолутно па пута 3 од приходи. Али се тоа е, како велат, не секој искуство може да го купите со пари. Тоа искуство како генерален секретар Вече не не се ше купува со многу. пари. Не ме чини многу, ме чини добро искуство. Колку пари се прават од мекици? Ајде вака и тоа прашање да го затвориме. Парен да го затвориме од аспект на некоректноста да децата се ставаат во... Затоа и не прашам ништо повеќе од тоа. Така. Јас да сум единствениот кој што прави мекици од држава, значи да сватам, меѓутоа не сум единствениот и дај Боже да правиме се повеќе и повеќе мекици. Мекици се прават, знаеме кога се раѓаат деца. И пак ќе ви кажам, сум човек кој што има пријатели и сака со тие пријатели да споделува убави моменти како и сите ние. И тоа богатство од 89.000 денари кој што се појавува како плюс, може да го вкрстиме во тие мекици. Меѓутоа, ми се допадна и тие и твитови, така натаму ги гледав, иако се на моја сметка, се смеевме и ние на истите, навистина и креативни твитови имаше. Меѓутоа, пак ќе кажам, тие суми кои што се врте, почна тоа, па од 3.000 евра, па по 5.000, па на крај стигна 300.000 евра мекици, па 3 милиони и така натаму, и тоа ако не се опреке, дојаме до милиарди. 89.000. А оно доаѓа Ова не се ни 89.000. 3.000 евра, 2.000 евра, колку се? 1.500. По 2.500, да. Ете, јас не сум умешен Да. па со математиката. На што ве асоцира кога ќе ви кажам пристигна канта сирење? Ова е извадок од повторно вие велите Word документи, јас велам пораки кои го презентираше обвинителството. Тоа нешто мое, јас сум го кажал. Не, по судница беше презентирано. Не, зашто? Пристигна кантата сирење. Канта сирење ме потсеќа на Берово, на убаво беровско сирење. Значи не станува, не ве потсеќа можеби на пари, кеш и така натаму. Тоа меѓу мене и некој друг кажа, не знам. Не, прашувам. Не, Апсолутно. добро. Хонорарци, вие ги напоменавте, кажавте не може ГБС системи со заработка од 10.000 евра да ми исплаќа мене, да ги споменавте тогаш во тој момент и хонорарците. Земавте ли пари од хонорарци кога ги исплаќавте хонорарите како генерален секретаријат? И земавте ли пари назад? Ете вака се. Се тргна од тезата дека луѓето пари ништо не работеле. Значи не е само дека сум им земал пари, Так. тезата, него тезата е дека луѓето ништо не работеле. Тоа значи дека еден од хонорарците не го направил проектот купувамдомашно.мк. Тоа значи дека 400.000 лица кои што го посетија, може и вие сте били од таа категорија на добитници на ваучери од кои што ги исплаќаше владата преку генерален секретаријат, не добитници, Не него сум. заслужни граѓани, еве така да ги кажеме. Тоа беше за сиромашните. Колку што се сеќам така беше тоа. Тоа значи дека не сте сиромашни.
Па не се сметам богат со познаење. Добро. Значи, на лица кои што заслужуваат да добијат државен надоместок, беше изработен и уште тој си постои како проект, купувам домашно, .mk. Тоа значи дека сите тие 400.000 лица посетувале нешто кое што не е изработено. Тоа значи дека програмата за аерозагадување која што е реализирана во, ќе го кажам, иако не го сакам тој термин, во мое време, ама еве мислам апсолутно ми е Но треба да се гордее. Но таков не останал вокабуларот во мое време, односно во време кога сум ја бил генерален секретар, е реализиране 99,8%. Во време на идниот секретар е реализирано негде 20%. Значи тоа значи дека лицето кое што не работело, не постојат прозорите во кавадарци, не постои заменската пумпа. Добро, за тоа постојат и извештаи кои го изготвувале, а кои се спори дека не треба само такви извештаи да изработат, туку дополнително според закон. Не може некој да си прави, да бара од луѓето да прават извештаи по желбата на обвинителката. По закон се знае каков извештај се поднесува. А по задинските документи, еден од доказите кои што обвинителката Ивана Трајчева ги скри, се доказите кои што сите овие луѓе тројца, хонорарци, ги имаат поднесено во обвинителство и велат дали буквално вие знаете и што ние работевме. Еве повелете што све сме работеле. Еве повелете што све сме сработели, тоа се купишта хартија. Таквите докази обвинителката не ги достави во суд. Значи тоа е еклантантно кршење на закон за кривична постапка и вршење на кривично дело. Ова е уште една најава можеби за кривично од нивна страна за обвинителката. Не, со најавите криење на докази знаеме дека е сериозно, не може да со кривичните дела за кои што ние ќе поднесеме кривични пријави, уште не сме ни започнале да разговараме. Така. Ајде да расчистиме само. Им земавте ли пари на хонорарците или не земавте пари на хонорарците? Децидно тврдите дека тоа не е така. Видете, еве, без да ми се налути, нема да го спомнам кој е од тројцата хонорарци, поднесува вештачење. Каде е според обвинителство сомнежот е нивен дека некој земал пари. Па со тоа што известно лице вадело ви пари плаќа... сметка, вадело пари, кеш пари од сметка. И велат, вие сте И ви плаќал, сега повторно, пак ќе кажам, не сакам да споменуваме деца во конкретниот случај, но плаќал школарина за вашите деца. Не, тоа е сосем друго лице. Значи, затоа велам, веројатно таму е потекло тоа. Ајде и школарината да тргнеме, за да тргнеме децата на страна. Станува збор за лицето Мухамед Халим, кој што бил во тоа време беше моје обезбедување. Така налагал протоколот дека треба да имате обезбедување кој што, нели, сепак функцијата така налага. Тоа лице, Мухамед Халим, за школарина за моето дете има уплатено 2390 денари, кои што средства јас сум му ги дал. Добро. Значи, зборуваме за 2390 денари, кои што средства јас сум му ги дал да ги уплати. И такво безобразие да тврдите дека некој ви плаќал за децата школарина е навистина надвор од сите морални. Тоа значи дека и штедните книжки кои биле отворени на име на вашите деца, практично биле од приноси кои вие сте ги имали, биле легални. Во вештачењето кој ќе дојде, да не навлагаме сега. Затоа викам, ќе има вештачење ваше, а сега го коментираме само. Ќе ме повикате пак ако сакате ќе го дебатираме. Најавивте кривични пријави, некој од правниците вела дека тоа е еден театар за јавноста, бидејќи господјата Вилма Русковска, која вие велите ја водила истрагата, таа вели ја водела пред истрагата, има функционален имунитет. Ако поднесете за Вилма Русковска, ќе треба да поднесете и за тројцата суди кои го одобриле обвинението за случајот софтвери. Функционален имунитет не постои кога станува збор за вршење на кривично дело. Јас само ги тргам овие некои, сам и јас се спремав како и вие, па ги тргам да не сметаат. Ете вака се. Јас ќе ви дадам пред камерите и пред јавноста да погледнете нешто за кое што не постои факт кој што може да го оправда. Не ми дава срце да не го спомнам без да ми се налути господинот Даниел Станчев, 500 дена во притвор,
без апсолутно никаква вина, се со цел единствено под притисок, психолошки притисок, да каже дека ми давал некакви средства. И него, и он си каже во ведниот збор, дека му било понудено да излезе од притворско оделение доколку каже дека ми давал пари. Од кого? Понудено. Тоа ќе си го каже он. Меѓутоа не го каже на судењето, рече дали Некој од беше точно. овие две обвинителки? Тоа ќе го каже тој. Тоа ќе го каже тој. Значи останувате дека нема шанси да не откриете дали барем се наоѓа на една на фотографијата некој од тие што понудиле. Па ова како милионер, ако 50% го сечеме, онда... Не, еве прашуваме дали се тие. Па ќе ви кажам, тоа ќе си го каже тој. Многу каже во ведните збори. Али нека стои, сликата ни е добра за компарација. Да не биде дека јас ви читам, нема да го сватите како омаложување, да ви дадам да прочитате поради кој Слободно можете и вие да го Може јас? прочитате, не е проблем. Да видиме зошто Даниел Станчев 500 дена се држи во притвор. Под кои околности? Вели, лицето вика заради тоа што нема оформено потесно семејство во Република Северна Македонија. Може да замислите, и има опасност за бегство, заради тоа што нема оформено. Вие сте, не знам дали сте женат, но по таа логика, ако некој пат во обвинат за кривишно дело, како не женат, апсолутно тоа представува некаква основа да ве стават у притвор, односно имате мотив да бегате заради тоа што не сте женат. Значи, онај проект, предпоставам, на Никола Груевски со трето дете е оправдан. Веројатно тој планира на време за да не завршуваме во притвор. Да не изврши. Па така некако му дај. А гледате, он оженет па избега. Но не го коментираме. Да не навлагаме. Да, политика, по таква вид на политика. Но, ако ги видите двете господи, тоа има македонски вели, зајакот на магарето му вели имаш големи уши. Ни едната ни другата не е мажен. А го обвинуваат него дека заради тоа што не е женет, ќе се дал во бегство. Дали во тој момент имаше гласини барем дека вие сте комуницирале дали вие или Даниел Станчев, со вас сега не можам конкретно да се сетам, премногу време од 2019-2020 помина, дека практично ви нашле пораки во телефоните по заплена каде што вие договарате да вршите влијание врз сведоци? Го има тоа во... Не? Еве, ајде да видиме и пораката која што излезе од обвинителство. Демек, јас сум кажал дека обвинителите се глупави и ништо не разбираат. Сте кажале, го имате Бевте тоа вие мислење? Не, еве вие бевте на судење. Дури ги читаа сите текстуални записи. Никаде не беше прочитана таква порака. Ја во верувам да имаше таква порака, обвинителката Ивана најмалку 3 пати ќе ја прочиташе. Се со цел да добие. Значи пак една инсинуација, се со цел да се створи негативен набој на луѓето према мене. И лесно е после тоа. Зошто сте толкав таргет? Имате ли логично објаснување за тоа ако сметате дека навистина сте во право? Зошто сака да ве оцрнат ако навистина нема случај? За тоа што пак ќе кажам, и едната и другата обвинителка имаа потреба од докажување. Заради тоа пред меѓународната. Па не може, еве ќе се докажат преку Мухамед Закири, можат исто. Мухамед Закири им излезе после тоа, ќе го видиме и Мухамед Закири го има во документи. Ајде, што имате да кажете за него? Зошто мислите дека тој ви направи контрауслуга? Ајде да го видиме и тој дел. Али Затоа што Мухамед Закири, да појасниме за јавноста, беше наследник на вашата функција генерален секретар. Тој има дадено мислења, од кои се две во прашање. Првото мислење е дека ја нема опремата во генералниот секретаријат, второ мислење стига тогаш не се потпишува Мухамед Закири, се потпишува председателот на владата Зоран Заев, каде што вели дека постои така, но вели дека постои опремата, дека се наоѓа во тие простори, кабините се наоѓаат во стаклара, система за биометриска идентификација не знам каде, а софтверот и камерите се наоѓаат во влада инсталирани на сервери на влада. Ова е дописот од Мухамед Закири од 1.4. Значи тука е уште пред истрага, нити притвори, нити било што. Во дописот од 1.4.2020 година Мухамед Закири праќа во Подлеков до, овдека пишува, ќе се согласите со мене, ќе мерите, ќе видат Вилно. Значи примено од Вилно. Ви праќа меѓу другите податоци, праќа и записник од технички прием
за примопредавање на софтверско решение. Добро. Значи, на 1.4. до обвинителство го праќа. Еве, запишете ги датумите. Добро. За понатаму, на камерите може да го видат. Најверојатно не му се допаднал овој допис на некој. На 5.4.2020 година праќа допис, друг вели: исто така, не располагаме со акт за примопредавање на набавениот софтвер. Значи 4 дена на 1.4. им го праќа, а на 5.4. 4 дена подоцна вели не располагаме со таков. Зошто? Го прашавте? Па немав можност, како да го? Во судница. Немав, знаете, следите ситуации, следите судења, немаме можност за директни прашања, повикане од моја страна. Го предложите за сведок? Значи повторно ќе видиме Мухамед. Повторно ќе дојде и тогаш ќе го прашаме зошто го направил ова, со тоа што овој документ Вилма го трга на страна кога доаѓа. А тоа има ли нешто врска, затоа што таму имаше верно на оригиналот, неверно на оригиналот, имало печат, па немало печат. И до тоа ќе дојде. Ајде. Значи овој документ го трга, а овој документ го дава на судија на претходна постапка за да определи притвор и вели: еве, пазете, нема записник за примопредавање. Затоа што Мухамед Закири вели нема, а претходно им го доставил. Во записникот понатаму. Мислите се договориле? Тоа ќе си кажат 20. Истиот допис од 1.4.2000, друг допис, истиот ден. Така. Пак Вилма. Меѓу документите кои што се предава е и одлука за јавна набавка за која што доскоро обвинителството тврдеше дека не постои одлука. Одлука за јавна набавка. Овој документ исто до судијката Весна Демишкова при определување на притвор не го доставува. Го нема. Направив јас увид. Така, во интерес на времето претпоставам овде кај инсинуираме, односно сакате да кажете дека има прикривање на докази. Да. Добро. Ќе поднесете кривична пријава? Апсолутно. Против Вилма Русковска или против Ивана Против Вилма Трајчева? и против Ивана. Ке се кажавте вие дека ете Мухамед Закири очигледно постапил според вас неправилно, затоа што од старт не ги кажал работите како што се. Тој се вади на службите. Ќе видиме. Службите е подпишана некоја Зорица Стојановиќ. Ја знаете, бидејќи вие бевте генерален секретар? Да. Која е таа? Зорица Стојановиќ е помошник раководител, вршител на должност раководител на секторот за правни работи. Требало да знае за се тоа? Сте информирале кога бевте генерален секретар дека има ваква и ваква опрема, дека постои документот? Правен сектор ги прави договорите. Значи било запознаен. Да. Сметате дека може би имал Мухамед Закири некоја средба со обвинителките пред Кој ќе го каже кога ќе дојдеме на директно соочување? Ќе ве прашам дали вие си имате среќавано со обвинители? Со обвинители? Да. Еве конкретно текст за ја. Се претпоставам инсинуирате на надписите со како беше обвинителот, не можам да се Горем Рустеми. Не можам да се сетам на таа средба, меѓутоа и да имало таква средба било на барање на Министерство за транспорт и врски, заради тоа што тој може да се сети и потврди дека не е спорно, не го спориме службено тоа. сте се среќавале. Службено сме се среќавале ако имало за тоа барање од транспорт и врски, заради тоа што мора да направиме дистинкција. Што значи генерален секретар? Генерален секретар не е писар на владата. Генерален секретар не е домакин у владата, не е секретарка на премиерот. Премиерот си има секретарка техничка. Генерален секретар е еден вид на менаџер во односите внатре во владата, во самата зграда, меѓутоа и еден вид на и по закон, оној кој што треба кога се појавуваат некакви несогласувања помеѓу институциите да се обратат кај него. Така. Зошто би се среќавале со обвинител во влада? Не верувам дека тоа беше средба на лично ниво. Тета-тет. Без разлика. Дали бисте... Знаете зошто? Бидејќи Бурим Рустеми води случај кој се нарече Топлик. Добро. Во тој момент се одредуваше дали во тој случај има штета или нема штета. Сте учествувале во тоа? Не. Значи да се разберам, ако јас содржината на состанокот не можам да се сетам, меѓутоа оној кој што дал и кој што дава мислење за тоа е транспорт и врски, ако не се лажам. Да па.
Државно правоабилност. Да, ма по првим бараат мислење од транспорт и врски. Ете, знаете како еве транспорт и врски кажало прво нема штета, па после Не тоа можам да изготвиле. коментирам Знаете стварно. како многу е сличен случај со вашиот и затоа ми се наметна тоа прашање. Апропо ова последново Ништо што не е го кажува. слично со едно со друго. Значи, Сакам да кажам, повеќе дописи се и во овој случај. Прво велат нема штета, па има штета. И сега кај вас исто велат има записник, па нема записник и обратно. Да, дали Ме има или разбирате? нема штета, на крај одлучува судот. Апсолутно е не Значи во вашиот случај ќе оставите судот да пресече и ќе ја почитувате таа одлука. судот треба да каже да А има што ако штета. каже дека има штета? Не може да каже кога нема. Не може да каже кога Ама судот целокупната. одлучува. Независно, ќе ја почитувам судските одлуки, вие мора да ги почитувате. Јас у притвор бев па ги почитував судските одлуки без ниту еден доказ против мене за определување на притвор. Така да Баравте спас тогаш кај политичари ке функционери и сепак доаѓате од политичка партија на функцијата генерална Ајде, тоа секретар. да го видиме. Излезе интересен надпис во јавноста дека бугарски служби интервенирале за да бидам пуштен од притвор и така натаму. И во едниот пораките, извинете што ве прекинав, на судењето имаше такво некоја преписка во однос на мислам дека беше Ивица Димитровски. Да не ме фаќате за збор дека тој се споменуваше на судењето, пак ќе речам не ме фаќате за збор, каде што се збореше нешто дека сте во притвор, дека еве ќе излезе, контактирам, не контактирам, па домашен притвор. Има ли некаква врска, штитат ли бугарски служби? Првен човекот со кој што тоа Игор Христофер, кој што разговара, тој ќе си каже, тој ќе си каже дали му е тоа автентично. Човекот со кој што тој разговара од тие бугарски служби е мој пријател од Бугарија, кој што се интересира како пријател за пријател, докадени процеси така натаму. Значи не станува збор за никаков службеник првен во Бугарија, човекот работи мести ПВЦ Прозори. Има компанија. А се знае со господинот Зоран Заев? Не. Апсолутно не се знае. Значи збориме за човек кој што поштено си работи и мести ПВЦ Прозори, мој пријател. Тоа работи, ПВЦ Прозори мести. Мајстор за ПВЦ Прозори. Значи, али потребата да се и тоа некако јавноста направи фама, дојде до тоа да човек кој што е местач на ПВЦ Прозори биде окарактеризиран како странска служба бугарска. Која ви помага вас да излезете од Која местач на Прозори, него значи човекот извонреден мајстор и сите мајстори ги почитува, меѓутоа не работи за никакви служби. Имотот во Побожје, ќе се навратам уште на ова прашање, кога го купивте, тој се споменуваше во целиот процес, кажавте дека имавте зашто да сте купиле, која сте направиле благодарение што не сте купиле скапо возило и сте вложиле во недвижнини. Ајде, имотот од Побожје исто една од фамите кои што се направи за Па сега интересно е кога ќе кажа дека сакате да градите вила. Да, таму дури луѓето ме прашува кога може да идат, а на тоа земјоделско земјиште не постои нешто што е повисоко од камен од 20 сантима. Значи е една нива изорана. Но дојде веќе нели од мравка слон се направи и испадна дека таму веќе постои хациенда со базенти, со тениски игралишта. Ќе градите? Имате план? Ќе дојдем и ќе ви го одговорам тоа прашање. Првин да видиме за што станува збор. Станува збор за нива. Повеќе парцели расцепкани, меѓутоа сите се ниви. Целиот имот е купен 70.000 евра. Толку вреди целиот имот. Таму купен, од кој што е купен со средства кои што сум ги имал, кои што сум ги имал пред да станам генерален секретар. Сега само сум ги употребил, наместо да купам автомобил, сум ги употребил да купам имот. И кредит кој што за таа намена е земен. Обвинителство, гледам по ова што беше доставено, го прочешлувало целиот процес на купување, до нотари взимање договори, до проверка на сметки, до не знам дали ги викали и луѓето од кои што ги купив. Се надам не им го правеле тоа вознемирување. Целокупниот имот вреди 70.000 кој што е купен од средства кои што сум ги имал. Сепак јас не работам од вчера, јас работам од своји 18 години, значи веќе 20 години работам. Средства кои што сум ги имал, сум сметал дека е тоа добра инвестиција и сум го купил на име на своите деца.
Не сум го купил. Го префрлавте некогаш имотот од ваше име, било кои станови? Станот ми е купен 2013 година. И од секогаш бил на име на вашите деца или го Не, тогаш префрливте? немав деца. Кога Така. децата станаа веќе. Затоа што дали прашањето ми е апропо тоа, дали во тек на истрага или во тек на подигнување обвинение вие го префрливте вашиот имот на трети лица? Тие се 2019 година префрлени. Во 2019 Кога имаше бев уште генерален секретар. Значи нити немаше имаше случај. истраги, нити случај, мислам дека и тендери уште не се. Така да се каете ли до денешен аспект што го набавивте овој софтвер? не. Пак би го набавиле. Не само што би го набавиле, ние тој софтвер ќе видите вие во текот на истрагата, го усовршивме на начин кој што го нема никаде во свет. Како го совршувавте? Затоа што компанијата Инвока има едногодишен договор со влада, каде што е задолжена тоа да го прави. Ние Не ви постапиле ништо поинаку од тоа што сте постапиле сега? Еве, за жал, оние на кои што им треба овој софтвер, најмногу не се меѓу нас, тоа се лица кои што загинале во сообраќај на несреќа. И јас пак ќе ви кажам, замислете само еден човек да вратиме, не мора повеќе. А Светска банка во анализа и анализите кои што ние ги правевме со софтверот, требаше да ни дозвола да го завршиме, на незавршена анализа на било што, доаѓа некаква обвинителка и која што појма нема од IT технологија. Појма, ќе видите, значи појма нема. Право се разбирали? Апсолутно. Еве, вие на правен факултет работите, треба и тоа да го одговорите. Дали се разбира од право? Еве вака, директна ракавица, затоа ја повикав госпоѓата Вилма не како сведок, на директно соочување, джентълменски. За да, кога ќе повикате некој како сведок, вие го викате со цел да му поставувате прашање. Јас не ја повикав како сведок, туку на директно соочување, да може и таа да ми поставува прашање. Истото сега, пошто ќе поднесуваме конечна листа, истото ќе го направи за обвинителката Иван. На директно соочување. Да видиме кој лаже, да видиме кој крие докази, да видиме кој е тој софтвер кој што го нема, да видиме кој е тој вештак кој што не знае дека треба да има интернет конекција за да го. Зошто не се вклучил софтверот? Да, тоа беше интересно, тоа го дискутиравме, се дискутираше во судница, се дискутираше меѓу новинарите. Како може да не ви се вклучува, господин Рашковски, софтверот? Софтверот не да не се вклучува, софтверот е инсталиран, вклучен, тестиран многу пати. Ама според опатството не се вклучувал. Пробувал вештакот нешто да уклучи, не било, пробувал еднаш, втор пат, трет пат. Самиот каже дека не GPS модули не се негова специјалност. И ако ја прочитате грешката која му се појавува, убава грешката му вика дека нема интернет конекција. Тој заборавил мрежен кабел да уклучи. Па немал интернет. У моментот кога сакал да тестира. Ајде, оставете го тоа на страна. Ако се сеќавате, кога му реков, ајде, ако не ви функционира, донесете го лаптопот на кој што сте го инсталирале или е Ако серверот. е се уште инсталиран, така, да. Да, и Тој тој рече, кажа дека не знае дали е тој се уште. вика, не го избрешав. Па чекај малку, 150.000 денари си земал за да инсталираш нешто, да видиш дека според тебе не функционира и да го избрешеш. Па ти доказот си го уништил. Оваа зграда ве нервира ли кога ќе ја погледнете? Зашто да ме нервира? Не, немам такви, не знам како ме перцепирате, ја немам омрза према никој, па дури ни према двете обвинителки. Зашто да имам омрза? Ако докажат вина кај вас, ќе им подадете ли рака на крајот од судењето? Да им подадам рака, ја пак ќе ви кажам, императивот мој не е победа, императивот е прогрес. Веројатно нивната цел е да ве огласат за виновен, тоа го побара на почетокот од ручиштето, затоа ве прашам дали ви подаде Нема рака. ниеден еве го завршува процесот, идното рочиште веќе завршува процесот со доказна постапка на обвинителство и нема ниеден аргумент, ниеден доказ кој што иницира дека се случил кривично правен настан. Не им одговоривте дали ќе им подадете рака. Нема да можам да им подадам рака на Да им кажете пријателство. браво, еве, вие успеавте да докажете дека имам вина. Па тие самите не се убедени во тоа што го зборот, бе убедени, немаше да ги прават по поднесување на обвинителниот акт сите овие правни глупости кои што ќе излезат деновиве на виделина. Сметате дека се уште стои барем тој иде стар состав на владата зад вас, бидејќи господинот Зоран Заев веднаш откако ви покрена истрага, кога се десија сите работи, излезе и кажа, сметам дека господинот Рашковски, сега не го цитирам доследно, но поентата и контекстот беше тој, нема вина.
А зашто би барал влада да стои позади мене? Не, дали измате поддршката, не да стои позади вас, не може да стои. Дали имате се уште поддршката? Не ми треба поддршка од влада. Овој процес ја го терам со мојот адвокат и со останатите адвокати и обвинети во случајот го тераме по закон. Не ми треба мене поддршка од влада. Зошто ми е поддршка од влада? Не можам да ве сватам. Јас единствено што барам од влада е документација во фотокопија верно на оригинал. Само тоа го барам од нив. Вие доставуваат се во ред да се? Не. Значи дека некој ве кучи и од влада. Па ќе видиме тоа. Ќе ни откриете ли каква документација не ви е доставено и од кого сте побарале, Па не ви е од доставено? генералниот секретар моментален Методија како се Димовски. И тоа е против вас, сите генерални наследници против вас. Не е против, човекот се плаши, мислам, повеќе се плаши да не направи некој процес на грешка, отколку што и во сите дописи ми одговара видете во обвинителство да не е доставен. А вие не можете да му се јавите на Ковачевски да му речете ови вашиот генерален секретар не ми доставува Не е тоа мој стил. Не е тоа. Мислам, јас сум почитуваш на правото и во една таква ситуација правно ќе си ги извојам сите битки. Удобно беше да се седи во оваа зграда бидејќи барок напред се. Вие кога пред да дојдете на власт како СДСМ не сакавте барок. Јас ја сменив после канцеларијата, така да гуши малку дрвото внатре, не знам дали сте биле, но дрвото внатре не дава пријатна атмосфера. Тоа значи дека не би влегле повторно да бидете функционер во влада? Не постои по оваа професија од професор. Сега го свативте тоа? Или Не, од секогаш, меѓутоа, пак ќе кажам, мојот допринос во влада од чистење на ОХИС, ќе ги набројам само неколку, од дислокација на експлозив неупотреблив во Темко, од разни проекти во смисол на ковид криза справување и така натаму. Да, и ве паметиме во тоа дека вие кога влеговте во влада почнавте буквално со чистење на подрумите. И ние се чудевме како јавно викаме генерален секретар да чисти подруми. Не ги чистевме, постоеше Вие следете се служба, сликавте тогаш. Но викаат вака, ако сте домаќин човек, куќата се гледа од подрумот. Ако подрумот не ви е среден, на џабе вие се нагоре. Ја од домакинивте ли оваа зграда? Да. А оваа влада, која беше зад вас како генерален секретар? Не можеме да, не знам, Зборам министри, ако ми го прецизирате зборот од домакинување, да, може во би. контекстот во кој вие го кажавте. Значи, оваа влада во која што членувавме направи во несреќни околности на кризи и на се друго, направи доста големи успеси. Ви благодарам многу на ово гостување. Благодарам ви на вас. Вам ви благодарам на вниманието.